Родителите и постарите да не ги носат своите деца на бајачи и гатачи, бидејќи тие луѓе им служат на ѓаволот, а не на Бога. Порача игуменот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин, искористувајќи го моментот на празнување на раѓањето на Мајката Божја и големиот број на присутни верници, во својата беседа да апелира до сите баби и дедовци и родители, своите деца да не ги носат на бајачи и гатачи или други лажни исцелители. Родителите, особено и бабите и дедовците, да внимаваат, значи да не ги носат дечињата кога ќе заплачат и кога ќе имаат некоја мала болест или тегоба или страв, како што тие мислат дека или се урочени или нешто друго им направили, или без разлика какви се несуеверни работи, да не ги носат на бајачки, на гатачки, на лажни исцелители, бидејќи со тоа мора да знаат сите дека се одрекуваат од Христа и од црквата православна и од верата православна, и со тоа само го навлекуваме гневот Божи врз семејството и врз дечињата, и Мајката Божја тогаш најмногу се жалости и плаче горко за нас и за нашето непокајување и одрекување од Христа, и тогаш уште повеќе се влошува состојбата на дечињата. Игуменот Дамаскин меѓу другото рече дека потребно е родителите да се потрудат што почесто да ги носат децата во храмовите и да ги причестуваат. Повеќе и посредно да се упатуваат молитви кон Мајката Божја и децата да се воспитуваат во православната вера, значи почесто со родителите, со бабите, дедовци да го посетуваат храмот и сетите литурги, сетите богослужби, и дечињата што почесто да се пречестуваат, бидејќи до 7 годишна возраст, а постојано го повторуваме, значи нема потреба за дечињата да пости ни родителот, ни мајката, ни бабата, ни дедото, туку можат секоја литургија, значи кога се служи во неделите за празниците, да ги причестуваат со мала подготовка, каква што ќе им каже, нели така, свештеникот кој што ќе го прашаат. И верниците всушност доколку посетуваат бајачи и гатачи честопати се злоупотребени од тие луѓе кои што пак ја користат нивната мака за свое лично богатење. Затоа, додава Дамаскин, Пресвета Богородица во небесната хиерархија е веднаш по Света Тројца и над сите небесни сили. И затоа апелираше што почесто луѓето да се обраќаат кон неа и кон Бога, а не кон бајачите и гадачите, и секако да ги воспитуваат децата во православната вера.